Здраво на сите, повторно се дружиме денеска со вариво, чорбичка, заврши и официјално, значи 2017 со стара нова година, така да веќе нема изговори за тоа како ќе се храните, дали имате време или немате време, че го вас осеќам како на некоја представа да намалам светло. Океј, денеска ќе направам пак сладок компир со обичен компир. Тука имам киноа. Значи киноа бела, црна и црвена киноа. Исто од ДМ. Киноата прво треба да се стави во совриена водичка да отстои, за да излезат тие горчливи субстанции. Се пишува таму се на упатството. Имам обична пиперка, морковче и малце грашак. И секако наут. Ова е веќе сварен, немав многу време да го варам. Сето тоа малце ќе го запашам во едно тенџерче со маслиново масло и на крај ќе видиме какви зачини некој како ќе ни дојде, така ќе зачиниме. Меѓутоа, често се луѓе вака од кога почнам да ги постирам овие видеата, ми викаат од каде се одеднаш со хранава, ти како НЛП тренер, па и НЛП тренер треба да јаде. Нормално е тоа така, меѓутоа што е за мене најважно како тренер, кај некој кој што пренесува искуство, кој што пренесува нешто научено од некој друг, нешто сама стекнато, е тоа што го предавам јас и вистински да го живеам. Значи јас не можам да зборувам за тоа колку е важно да најдеме баланс помеѓу нашето ментално поле, физичкото поле, полето на енергија и полето на душата, ако јас тоа самата не го применувам. Така да, преку овие видеа не е само работата да покажам ја некаков рецепт, кој што е всушност и ништо специјално. Работата е, идејата ми е исто така и да разговараме на некои теми кои што се актуелни и би сакала многу секој од вас да направи промена кај себе, да смени некаква навика и таа и да е некоја мала навика, меѓутоа секоја мала навика води кон промена на поголема навика. Преку физичкото поле, значи ова се рецептите за промена на физичко поле, секако дека ќе се менува нешто и на ментално поле, поле на енергија или поле на душата. Затоа што тоа што ќе го ставиме во устата и ќе го голтнеме, нашиот стомак како и дека го изеде. Исто е така и со мислите. Со какви мисли ние ќе се храниме, нашиот мозок ќе ги изеде и на тој начин ќе си креираме ние живот, затоа што мислите ја креираат нашата реалност. А нашите мисли со тоа го креираат нашиот живот. Еве нешто почнам да се крчка тука. Стави да се потпржи се. Малце ќе мешаме. Додека малку само така ете колку радишнек. Ете, видовте, аз пак не ставив ни кромив ни лук. Некако мене не ми прија многу, док ми го спушта многу с притисокот, а секако и миризбата на лугота и кромитот не секогаш ми прија. Ги сакам, меѓутоа не ги користам многу често. Така да се ова ќе се запаше, дека ова малце се запаше, ќе да прашам за тоа дали сте фокусирани или пак сте дефокусирани. Зошто баш таа тема? Нас постојано ме учат дека треба да се фокусираш кон целта, да знаеш точно што сакаш, кога работиш едно да си фокусира на нешто, меѓутоа верувајте дека најголемите процеси се случуваат кога сме дефокусирани. Да. Што значи да си дефокусиран? Да гледаш по празно. И толку да се занесеш, што во тој момент твојот мозок сушто се одмара и од сите тие зачувани информации креира нешто ново. Така да, драги мои, многу е важно, има и научни истражувања и докази за тоа,
дека во текот на денот секој од нас треба да си искреира момент кога ќе биде дефокусиран. Кога пршиш нешто, не треба ептен да си дефокусиран, пошто гледам се занесо во приказната, овде почна нешто да ми гори. Ставам киноата, од прилика во уку, сега не знам колку е тоа. Не премногу, затоа што се шири, нели, па премногу ќе ми го спусне чорбичето. Океј, само да додадам вода. Еве, за да стигне малце. Ова ме подсети на нешто. Стави вода и се смири. Тоа и со нас луѓето, кога сме некојаш премногу активни, некој ќе ни каже нешто, сакаме веднаш да реагираме, не викаат за џабе. Диши и издиши, па кажи нешто. Виж како си се смири чорбичево. Океј. Значи, фокусирањето и дефокусирањето. Дефокусирање, секој од нас ни се случува дефокусирање. Дефокусирање е кога пешачиш на кеј или пешачиш некаде се качуваш на водно, значи толку си ослободен, толку ти е смирена мозокот, што одлични идеи ти доаѓаат. Значи креираш нешто фантазираш, сонуваш. Кога си дефокусиран, си всушност конструктивен сонувач. Значи, во дефокусирана фаза можеш конструктивно твоите цели, сонови да ги претвараш во цели. Кога прочитав за оваа студија пред известно време, всушност сватив дека јас и вие исто ќе сватите дека тоа јас сум го правела. Јас всушност тренинзите кога ги креирам, значи кога ќе ми дојде на пример некоја фирма со прашање за некој тренинг, кај мене е се tailor made, значи се морам да почувствувам кои се луѓето, што сакаат да постигнат, ми е многу важно. И тоаш на пример одам на кеј, дали возам точак или трчам, правам нешто или одам на водно, бидејќи толку сум смирена, толку сум опуштена, што најубавите идеи и креации на тренинзи ми доаѓаат токму во тие моменти на дефокусираност. Научно е докажано дека нашиот мозок ги складира сеќавањата во дефокусирана фаза и исто така ги вади на површина, ги спојува со сегашноста, креира иднина кога сме дефокусирани. Значи од сега мозокот на пасење 2-3 пати во текот на денот и станете конструктивен сонувач. Да се вратам на чорбата моја, да ве фокусирам пак назад. Овде имам кокосово млеко. Отворено е, бидејќи вчера правев нешто благо со авокадо и со урмички, нема време да го снимам тој рецепт. Јас во оваа чорба решив да ставам малце азијатски шмек, така да ќе оставам ова, пола е од ова скоро од кутивчево, кокосовото млеко. Бидејќи овие се сварени, ќе ги ставам на крај. Меѓутоа само да ви ги покажам, значи ова веќе го знаете. Органската вегета, пола. Ако треба нормално после ќе си додадете сол. Ставам и бибер. Бибер многу сакам. Оваа манџичка, чорбичка, бидејќи има кокосово млеко, трпи и чили, се зависно с кој си сака љутко, може да си стави и чили, јас си сакам, така да љутко. Куркума нема да ставам. Кокосовото млеко е само по себе многу ароматско. Ќе ставам соја сос. И овој го имате видено, органскиот соја сос многу е значено сојата да не е генетски модифицирана, затоа што е поопасна од било што друго. Дури, да, и од месо полно со хормони, нели, од јајца полни со хормони. Така да ќе ставиме и ова. И се ова
Убаво ќе се крчка, мислам дека ништо не заборавив. Ако заборавив, така требало да биде рецептот. Додека ова ќе се крчка, на крај ќе ви направам слика како тоа изгледа. Значи, се вратиме на фокусирано и дефокусирано. Фокусираното е како да брцаш со вилюшка во мозокот и го вадиш конкретно тоа што само ти треба, а додека си дефокусиран е како со кинески стапчиња, да вадиш од разни места од мозокот различни информации, ги сублимираш и креираш нешто ново. Значи, драги мои, да ви кажам исто дека и многу компании, креативни компании на вработените им овозможуваат во текот на денот моменти на дефокусираност, имаат специјални соби направено, креативни соби каде што луѓето можат да се опуштат и на тој начин да креираат некои нови идеи. Така да гледањето во таван и не е толку лошо. Меѓутоа, ако го правите тоа целно, ако си дадете себе си 5 минути време во текот на денот, 3-4 пати, гледајќи во таван или шетајќи во природа, да се опуштите за да ви дојдат нови идеи како да разрешите некаква ситуацијата, како да надминете некаков предизвик или да креирате нешто ново, тогаш бидете дефокусирани. Многу значено. Во некое наредно видео ќе ви покажам и техника како да медитирате. И тоа е важно, значи медитацијата и дефокусирањето не се исто. Тоа ќе го разграничим. Меѓутоа тоа во некое друго видео. Ова си се крчка, мојата чорба, така да ние ќе се видиме во некоја друга можност. Ви посакувам прекрасна вечер, утро, кога и да го гледате ова видео. Јас сум тука и како НЛП тренер и јас сакам да се хранам здраво и сакам тоа да го пренесам и на другите луѓе. Значи не само што работиме на физичкото поле, менталното поле, начинот на кој што размислуваме, полето на енергија, како се справуваме со емоциите и полето на душата, нашите фамилиарни динамики, фамилиарни системи од каде што потекнуваме и за тоа ќе зборуваме понатако. Чао, чао!